Единаесет полицајци кои не одговориле на работните задачи за време на крвавиот четврток добија отказ, потврдија од МВР за Нова. Според неофицијални информации, отказ добил целиот кордон полицајци кои биле пред собранието и уште неколку други, и тоа за наводно непреземање мерки во момент на извршување на кривично дело. Во меѓувреме, како што велат од МВР, продолжуваат дисциплинските постапки против останатите. Кривичниот суд ги прифати обвиненијата на специјалното јавно обвинителство за случаите Тарифа и Траекторија. Судските рочишта дополнително ќе бидат закажани. Случајот Тарифа се однесува на постапката за јавна набавка на софтвер за АДЛМ. Во случајот Траекторија за градење на автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид обвинети се поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски, екс-министерот Милејана Киевски и директорот на Агенцијата за државни патишта Љупчо Ѓоргиевски. Од јануари до октомври оваа година во Македонија хакирани се 328 веб страници. Според податоците на АЕК, во државава се регистрирани 610.000 IP адреси, а интернет услуги даваат 101 провајдер. Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски вели дека е потребен нов закон за обезбедување високо ниво на безбедност на мрежите, информацијските системи и промена на одредени постојни закони, именување едно или повеќе национални надлежни тела кои ќе вршат надзор врз почитувањето на обврските кои ги имаат овие оператори.